во тетратките што ги имав дома, нешто наместо да пишувам домашно, ја земав цртав нешто така, сакав да се издвојувам од другите деца што, не знам, цртав графити претежно, се подпишував, се тагирав. Здраво, јас сум Девид Силковски, доаѓам од Куманово. Имам завршена ликовна академија, сега сум на магистерски студии и се бавам со мурали, сликам мурали. Првим почнав со графити во моето училиште, во мојот град. Се спријателив со и ден денеска што ми се другари луѓето со кои работев графити, но сакав нешто повеќе, сакав нешто поголемо, покрупно и малце да е во друг правец од ликовната уметност. Имам мурали сликано во Америка, имам во Австрија, имам во Хрватска, во Црна Гора, во Србија, имам во Турција исто така, но највеќе ми се тука во Македонија, односно во Куманово, а имам и во други градови. Јас знам оваа институција изграда уште како мал и знам каква беше и сега ми е многу мило што ја направив да изгледа овака. Најслободен се осеќам кога сликам мурали, затоа што веќе знам во мојата глава што треба да насликам и ѕидот ми го дозволува тоа, значи нема простор да се буни, јас комуницирам со ѕидот. А кога се работи за тетовирање, тука е малку тешко, као немам простор за грешка, пошто се работи за кожа на луѓе и тоа ќе го носам цел живот и така да малку тоа ми е, ајде да кажем, постресно, али го сакам и тоа. Тоа признание се доделува секоја година и значи најдобро изведено графичко дело во таа година. Тоа се одвива секоја година во чест на Драгутин Аврамовски Гуте, еден од основачите на ликовната академија. Ми се имаат обратено во последно време институции, млади луѓе кои што сакаат да почнат да се занимаваат со мурали и бараат од мене чисто да ги фокусирам на некој правец. Мојата порака до младите е дека секој оној што има талент за било што во дали е уметност, дали е спорт, дали е разни ствари, држете го жив, значи одржувајте го и во Македонија има сигурно некој што ќе го вреднува и ќе го цени тоа и ете можеби светот ќе ве види и на некој начин бидете своји и бидете посебни во нешто што го правите. Мојата порака до институциите е да продолжат да не поддржуваат малце повеќе од претходно што го работеа тоа, затоа што има многу млади луѓе кои што сакаат нешто да кажат, сакаат нешто да допринесат за ова општество, така да треба да се вложува во младите затоа што младите се силата едноставно на општеството.